недела почнавме двонеделна серија проповед која се викаше Само живост до соживот. Зборев малце за таа некоја економија на односите, која кажавме дека во денешно време, според многу социолози, ние остануваме поврзани со луѓето само доколку тие можат да ги задоволат нашите потреби по исплатлива цена што ја плаќаме за тој однос. Тоа е отприлика нормалната денес. Значи, остануваме поврзани со луѓето само доколку тие се можат да ги исполнат нашите потреби во тој однос по исплатлива цена. Значи, да не плаќаме повеќе од колку што добиваме. Тоа е неисплатливо. Тоа е таа некоја економска пресметливост не само во бизнисот, доаѓа и во меѓучовечките односи. Преведено на односите, тоа значи вака, се сведува на компатибилност. Доколку некој однос е компатибилен на нас, ние го задржуваме. Доколку не, станува непотребен терет. Бракот, пријателите, децата, сите тие односи трпат од влијанието од денешната филозофија на компатибилност. Ние сме под константен притисок да живееме во тој некој филозофски склоп на саможивост, на таа егоцентричност, на да бидеме свртени кон самите нас. И се викате, почнавме ептен човече, од најлошото почнавме, кај ќе завршиме, не знам, со проповедта. Животот кој за мене лично, кој мене ми одговара и кој најважно ги задоволува моите потреби. Важно е да не се дозволи никаква промена на текот на мојот живот кој сум го замислил јас од самиот почеток. Како ќе го замислам животот да ми тече така да продолжи, да не доживее некои страшни осцилации. Доколку нешто искрсне попат, непланирано, тој ќе треба да се заобиколи, пошто тешко може да го ставиме во односот. Мојата лична самореализација, онака како што имам зацртано, е најважно. Тој е некој наш процвет во денешната филозофија што го имаме, го замислуваме на начин на кој можеби и не се доаѓа никогаш до тој процвет. Знаете ли што се случува? Тргнуваме во тој пат со тие намери да доживееме некаков животен процес, да се средиме во животот, да дојдеме до некој flourishing, како да кажа, баш процес, тој збор ми треба, но се наоѓаме и во одреден дел од животот се чувствуваме како Сизиф, кој константно го бутка каменот нагоре, каменот константно паѓа надоле, ние пак се враќаме да го буткаме нагоре и такво едно непрекинато коло. А кој бил Сизиф? Тие што не го знаете, сега ќе ве запознам. Сизиф е дел од грчката митологија, кој според писателот е најпаметниот од луѓето, кој најмногу ужива во животот, во убавината, во страстите на светот. И кој за да го продолжи животот во задоволство, успеа да ги изигра боговите, па дури ја изиграл и самата смрт за да остане на земјата. И тој некој глич во созданието, боговите не можеле да го занемарат и за да го казнат Сизиф, го праќаат на тоа абсурдно патешествие без никаква смисла, да се турка каменот нагоре, да паѓа константно и после пак да го фати и пак да го бутка нагоре. Колку е само тоа спротивно од уживањето и убавината на животот. Има една трагедија во туркањето на каменот, која можеби на прв поглед не може да ја забележиме. Онака како што дефинира Алберт Ками, ако митот за Сизиф е трагичен, тој вели вака: тоа е затоа што Сизиф е свесен за сето тоа. Сизиф да не е свесен за сето тоа, трагедија да не е толку голема. Но затоа што Сизиф е свесен, тогаш таа трагедија е навистина трагедија. Свесен е за абсурдноста на туркањето на тој камен, свесен е за сеќавањата на животот, за задоволствата, за односите, за тоа колку он е паметен, како успеал да ги изигра боговите, свесен е за својата способност, но сепак му се наоѓа во тој вртлок каде што не може да си помогне. Каменот мора да го турка нагоре. И тогаш таа трагедија станува вистинска трагедија, затоа што тој е свесен за сето тоа. Во патот за некаква самореализација ние постојано бараме
галама која ќе не обкружува, за да не станеме пресвесни за абсурдноста на некои нешта што ги правиме. Понекогаш се и ние знаеме да се ставиме во некој сизисовски пат, во некој сизисовско патешествие на туркање камен. И се обидуваме да го покриеме тоа, да не го спознаеме тоа во цело, затоа што го спознаеме, мислиме дека животот нема да има смисла. Инаку Алберт Ками, како дел од тие негови, како да кажам, есеи кои ги пишува, ова приказна е ставена во неговиот дискурс за самоубиството. Дали самоубиството е единствениот way out, како да кажам, единствената смисла во животот, затоа што животот ја губи смислата честопати. Се наоѓаме во еден таков сизисовски пат и викаме нема излез. Досега честопати ја спомнам галамата на која се изложуваме. Визуална галама, звучна галама, има насекаде околу нас, само да не размислуваме за клучните животни прашања, затоа што ќе не обзема толку многу, не знаеме како се справиме со нив. Ако Сизиф ја немаше свеста, тогаш тоа немаше да биде некој трагичен мит. Но сега, целосно свесна за својата состојба, имајќи ги сите сеќавања од својот живот, неговото страдање во тој случај е интензивирано. Понекогаш јас се чувствам на едно такво патешествие, да бидам искрен. Знаете, во животот правиме рутини затоа што рутините се многу потребни. Мене ми се потребни. Мора да има некој систем во кој ќе знам ќе станам са бајле, тоа се случува и да знам дека денот завршува и утре повторно. Некои рутини. И рутините треба да бидат слуги за животот да добие некој процент. Но рутините кога стануваат господари на нашиот живот, тогаш престануваме да размислуваме за животот. Почнуваме да размислуваме за тоа како да бидеме поефективни во рутината. Јас верувам дека Сизиф во тој мит, ако почнуваме ние да сонуваме, има милиони, можеби обиди за како најлесно да го истурка каменот нагоре. Сега минатиот пат тоа ми помогна сега и нели. Но повторно се враќа во тој циклус. И тоа на некој начин е галама која ни помага да не размислуваме за клучните животни прашања. И честопати го интензивираме тоа страдање преку таа галама, без да размислуваме за животот. Пред неколку година бев на погреб. И знаете, погребот има еден црн пасторски хумор. Викаме, како што луѓето слушаат проповед на погреб, никаде не слушаат така. Затоа што едноставно соочен си со живот, со реалноста на животот, сваќаш дека тоа е тоа. Едноставно што и да правиш, што и да било до вчера најважно, сега веќе не е. Едноставно тука завршува приказната. Дали е тоа, дали зошто трчаме толку или зошто го тркаламе тој камен толку жестоко само за на крај истиот камен да не сгази? Мора да постои некој повозвишен живот. Зошто иначе целиот тој труд? Која е смислата на животот ако завршува се живо таму кај што завршува, кај што видов пред неколку дена? Мора да постои некој возвишен живот. Мора да постои нешто што животот го прави возвишен и вреден за живење. Инаку нема смисла и во право е Алберт Ками. Можеби самоубиството е нелогичен избор. Но сите што сме при здрава свест, се надевам, знаеме дека тоа не е така. Наставно тоа не може да биде природен тек. Не е можно да го добиеш дарот на животот за некој начин да го завршиш така. Кој тој момент во животот кога чудата се случуваат, кога ти осознаваш дека животот е вреден за живење. Чудото да се излезе од тоа тркало на абсурдноста. Кој е тоа чудо? Навистина е потребно тоа чудо. За луѓето да заживеат, да заживее човекот, вистински да го живее животот. Чудото кое е толку потребно за нештата да добијат смисла. Кој е тој момент во животот во кој ние доаѓаме до вистинското спознавање на себе, за вистинското спознавање на светот, вистинското спознавање на Бог. Кој е тој момент кога галамата ќе почне да ни смета, не да ни биде утега, затоа што честопати во животот тишината ни смета. Кога ќе изгасиш све, кога ќе седнеш онака без девајс во раката, кога ќе почнеш онака да седиш во тишината, како што пишува еден Хенри Ноуен, мислам дека се беше, во книгата за молитвата со отворени раце, тој пишува дека тишината смета. Ако во животот не си се изложил на тишината,
одеднаш тишината станува страшна, како една страшна ноќ, во која се спрема бура и не знаеш што ќе дојде. Отприлика таква е тишината. Но кој е тоа чудо? Кој е тој момент кога галамата ќе почне да ни смета? Галамата нема да биде утеха, туку ќе почне да ни смета. И се што ќе бараме ќе биде тивко време, поминато со себе, поминато со Бог, и ќе го сакаме таа тишина, тој мир вечно, со целосен мир во нашата душа. Мир со себе, мир со другите и конечно најважниот мир со Создателот. Кој е патот до таквиот мир во кој нема абсурдност? Тука наоѓаме смислата за животот и светлината од тој живот е свежина за нас, но и за другите околу нас. Животот затоа е создаден. Да бидеме свежина, да ја почувствуваме таа свежина на животот, во тој прекрасен мир кој Господ го дава, но да бидеме и свежина и мир за другите околу нас. Кој е тоа чудо што се случува? Кој е тој момент кога го осознаваме тоа? Минатиот пат, во пораката која апостол Павле ја имаше до црквата во Филипи, кога сподели, зборуваше за суетното честолюбие и правењето нешта од надпреварување. И дека тие нешта не соодветствуваат со сејаот на Христовиот живот, онака како што Создателот го има замислено. Апостол Павле зборуваше за живот во понизност и служење. За тоа зборува апостол Павле. Живот во понизност и служење. Свикате како може да биде тоа сејаот на животот? Понизност, пониженост, некаква понизност и служење. Живот во самооткажување. Тоа е тотално диаметрално спротивно од денешната филозофија. Денешната филозофија е самореализација. Сите реклами се такви. Just do it. You deserve it. Не, приликата на тоа се сведуваат рекламите. Апостол Павле зборува за некакво самооткажување. И во таквиот живот, тој вели, се крие вистинската радост на животот. И како што кажав минатиот пат, апостол Павле не е некој кој што проповеда, а не го живее тоа што го проповеда. Во моментов кога тој тоа го пишува, ако ви текнува, и тие што не бевте тук ќе ви кажам, он има дилема, апостол Павле има дилема. И сега тој има дилема за каде е подобро. Дали да умре и да биде со Христос, или да остане во мисија и служење за другите. Тие се неговите две опции. Не е остила трета опција да изгради куќа, уште не го ни спомнува тоа. Тој зборува за тие две опции. Првата опција за да умре и да биде со Христос значи маченичка смрт. Тој е превод што значи да умре и да биде со Христос. Маченичка смрт. Лавови, крст, и така натаму. А втората опција е да остане во затвор со неизвестна иднина, изложен на што ли се може да биде изложен во затвор. Како што кажав, ова како се вика тоа, за човековите права, како се вика тоа, правилникот за човековите права во Обединените нации дојдене во 20 век. Во први век го нема тоа. Значи затворениците не им следува јадење, тоа го нема во први век. Ако имаш пријатели кои ти носат јадење, ќе ти носат у затвор, ако не, нема јадење. Тоа е тоа. Ќе се снабиш, ќе тепаш, ќе крадеш и така. Отприлика тој е затвор во први век. Ако сте биле во Филипи, во градот, ќе видите, таму е као традиционално што се верува дека тука бил затворот на Павле. Тоа баш не е никој затвор. Мислам, знам дека нашиот не е тука кој знае што го издризувам. Тоа таму е страшна работа. Во секој случај, апостол Павле во една таква ситуација им кажува: мојата радост е комплетна, но сега завршете ја до крај мојата радост со тоа што ќе го имитирате Христос во тоа што тој правеше. По тој пример, денеска ќе разгледаме едно познато чудо на Исус, кој Трајче го читаше, и ќе видиме како доаѓа до тоа учениците да бидат учесници во тоа чудо и како овој случај завршува. И секако, што можеме да се поучиме за животот од овој текст што го читавме. Таа некоја наратива која Марко, евангелистот Марко ја пишува, почнува малце порано во 6 глава, од 7 до 13 стих, кога Исус ги праќа 12-мината на мисија. Ги праќа и ќе го прочитам овој текст, вели вака: и ги повика 12 и почна да ги праќа по двајца, им даде власт над нечистите духови, па им заповеда да не земаат ништо за попат, освен по еден стап,
ни торба, ни леп, ни пари во појасот, но да се обуени во сандали и да не облекуваат по 2 облеки. Им рече, ако влезете негде во куќа, останете во неја се додека не си отидете оттаму. А ако негде ве примат, ако негде не ве примат, ниту ве послушаат, што ми излезете оттаму и стресете го правот од нозете свој ним за сведоштво. Тие појдоа и проповедаа покаяние, изгонуваа многу нечисти духови и многумина болни помазуваа со масло и лекуваа. Апостолите одат во мисија. Апостолите одат во напорна мисија. Тоа не е мисија. Во денешното време кога праќаме некој на мисија, да кажеме јас кога одам во мисија во Африка, јас се обидувам да пресметам колку свеќе ме кошта за во патот, да не останам без пари. Сега, Исус не ги праќа во таква мисија. Вика, не зимате ништо по пат. Јас уште не сум толку храбар како апостолите да одам во таква мисија. Можеби ќе порасна во верата, не знам. Тука мора да забележиме една важна работа. Стилот на облекување во тоа испраќање во мисија. Тука Исус проповеда за одредена мода. Очигледно е дека Исус на некој начин ги облекува своите апостоли како пастири. Како овчари ги облекува. И што правеа апостолите? Проповедаа покаяние, изгонуваа нечисти духови и мнозина беа излекувани. Исус на некој начин ги прави да личат на Него. Много интересно. И тоа на некој начин и дефиницијата за првек што значи да биде нечи ученик. Ако ти следиш нечи рабин, ти го следиш и го имитираш во се што прави. Во поучувањето, начинот на размислување, начинот на облекување, манирите, значи се живо, еден од тие благослови на први век е нека прашината од твојот рабин падне врз тебе. И си кажам, вау, многу јака символика, човече. Има символика во тоа, но има и во буквална смисла на зборот, значи тоа. Патиштата во првиот век се прашливи патишта. Кога рабинот оди, другите го следат и тој благослов значи цел живот да го следиш твојот рабин во се. Значи, од самиот изглед до поставеноста на срцето, како треба да се поставиш кога ќе отидеш некаде на кој начин да проповедаш, до зависноста од небесниот татко. Да не зависиш од себе си, туку да зависиш до поучувањето. Како да поучуваш, што да поучуваш, што проповеда они? Покаяние, авторитет врз нечистите духови и до самиот момент на исцелување на болни. Сето тоа тие го имитираа затоа што го имитира Исус. Ти исто така беа зафатени како Исус. Ти константно беа зафатени, окружени со луѓе. Ти имаш шанса да видат вистински што значи да се биде во таа мисија во која беше Исус. Веројатно на своја кожа ги почувствува славните моменти во кои кога ќе исцелиш нешто, има прослава, некој кој ќе исцелиш, но и горчливоста на отфрленоста во тие моменти. Тие сега не знаат за мисијата затоа што го следат и го гледат Исус, туку тие знаат затоа што ја искусиле таа мисија на своја кожа. Едноставно поминале преку таа мисија. Во сршта на таа мисија стои само пожртвуваноста, само заборавот. Се оставаш себе си по страна и служиш на другите. Во меѓувреме, текот на оваа приказна е прекинат со трагичната смрт на Јован Крстител. Ако читате 6 глава, Исус почнува ги праќа во мисија и некаде при крајот на ова што го читав, Марко носи една дистракција, една чудна појава и вика сите мислеа дека Исус можеби е Јован Крстител и сега да ви кажам уствари како умре Јован Крстител. Нека отприлика така раскажува приказната за како Јован Крстител е убиен. Без везе, буквално без везе е убиен Јован Крстител на една роденденска прослава која завршува со смрт. Изборот на керката кој бил даден на Иродијада затоа што прекрасно танцувала, Ирод и дал опција да побара што и да посака до половина на неговото царство. Таа ја посакала главата на Јован Крстител. И во приказната влегува тој набој. Тој набој, таа неизвестност за смртта на Јован Крстител. Веројатно апостолите се враќаат од мисијата, веројатно слушнале за нивниот пријател Јован Крстител, нивниот авторитет. Јован Крстител бил многу познат во први век. Во првите неколку години бил многу попознат од Исус.
И го знаеме тоа затоа што често пати каде што апостол Павле одел на мисија, луѓето слушнале за Јовановото крштење, но не слушнале ни за Христовото. Значи Јован Крстител бил многу позната личност. Сега слушаат дека нивниот пророк, за кој ти верувале дека е убиен. Бизарни причини. Без некој, тоа не е некој прогонство, бил убиен на како забава. Како забава, на роденденска забава. Тие истоштини од Месијата доаѓаат, му раскажуваат на Исус што се случило по пат, каква мисија имале. Го читаме во текстот веќе, кога го прочитавме за денес. Вели вака, и се собраа апостолите кај Исус, 30-31 стих, па го известија за се што направиле и поучувале. А тој им рече, дојдете и вие во осамено место и одморете се малку. Јас верувам дека Исус додека бил во толпата, вели вака, зашто мнозина доаѓа и си одеа така што немаа кога ни да јадат. Значи, Исус е со толпа, тој служи, тој прави нешто таму цело време. Доаѓаат апостолите од мисија, се враќаат, тие му кажуваат, абе тоа се случи, Исус веројатно не можел да ги слушне, гладни, немаат време никога да јадат. Исус му вика, дојдете вие во осамено место и одморете се малце. Во приказната нема некоја анализа на тоа што на кого му одговара, дали некој бил екстроверт или интроверт. Ги немаме тие записи. Дали некој бил на хроно или на некоја кето диета или не знам што, едноставно немале време ни да јадат. Дали некој не спиел 8 часа, пошто без 8 часа спиње некој не функционира. Значи, ги немаме тие записи затоа што немаат време да размислуваат за тие работи. Луѓето се на некој начин во таа служба каде што немаат време да размислуваат за себе си. Тие биле исцрпени од целото патување, од сета мисија, од сето служење. Се обидуваат да му раскажат на Исус за мисијата и околу него вриот народ. Исус вика, ајде во бродови да извесламе, пошто сме уморени, за да се одморим, прво треба да извесламе до другата страна на езерото, па таму ќе се одмараме. Знаете, го веруваме дека Бог се знае, јас верувам дека Исус знаел што го чека од другата страна на езерото. Сега дали ги зафркнал апостолите, не знам, али што се случува, вели вака, и отидоа со кораб сами во осамено место, така почнува Марко да го пише тоа. Арнама и ги виде народот кога си одеа и го познаа мнозина, го познаа Исус, па пеше од сите градови тргнаа таму и ги испреварија и се собраа околу него. На некој начин тие само што довеслуваат до другата страна на езерото, замислите, до тепани уморни, народ веќе ги чека таму. Не малку народ, 5000 народ. Кај ќе бегаш? Замислете го очајот во кој се наоѓале апостолите во тој момент. Прво они си кажат, ајде, само уште ова весло, таму сме веќе. Кај да ќе стигнеме, доаѓаат и ги чека 5000 народ. 5 минути немаат за себе. Но тука доаѓаме до еден важен момент на тоа што евангелистот Марко сака да го слушнеме. Зошто ние воопшто правиме нешто во животот? Зошто трпиме некои работи? Зошто воопшто би служеле ние? Служењето кај нас мислам, да кажеме во западната цивилизација, е ставено како вредност, го сметаме како вредност да се служи, да се послужи на некој, да се помогне, да се биде добриот самарјанин. Тоа е вредност во западната цивилизација. Може би некаде на друго место не е. Но со текот на тие 20 века, христијанство на овие простори, тоа станува вредност. Да се биде добриот самарјанин. Која е мисијата и која е целта, која е смислата за сето жртвување кој го правиме во животот? Во сите односи што ги носиме. Тогаш кога добиваме помалку од колку што даваме во односите. Која е целта? Која е смислата во сето тоа? Од 44 стих вели вака, а Исус, кога излезе, виде многу народ и се смилува над нив. Зашто беа како овци без пастир и почна да ги поучува многу. Исус се смилува. Исус покажа сочувство. Исус имаше сожалување врз народот кој беше како овци без пастир. Многу лесно е да се види грдото лице на народот, корумпираноста, да се види таа некоја малодушност во нашиот народ. Многу е лесно тоа да се види, да почне се критикува, па сакаш да избегаш од тука, викаш ајде бе, на кој тука збориш, на кој тука искажуваш ти добрина милост, на кого?
Види го каква ситуација сме. Многу лесно е тоа. И знаете ли што? Секој тоа ќе го каже. Но дали тој што е во верата го има право тоа да го каже? Тоа е моје прашање. Дали го имаме тоа право да го кажеме? Мислиме дека кога Исус ги виде тие 5000 кои го чекаа на брегот, мислиме дека тие беа совршени луѓе во потреба? Мислиме тоа? Дека беа совршени луѓе во потреба? Па ја мислам дека не беа совршени. Во еден друг дел од Евангелието Исус вика, знам дека сте дојдени затоа што ви се јаде само, многу ви е гале што ви зборам. Дојдени се затоа што претходниот ден ви дадов храна. Сега пак се тука за таа работа. Исус не ги знае тие намери. Исус не ги чита срцата. Сепак, кога Исус го погледа народот без пастир, како овци без пастир, тој се смилува, имаше сочувство, тој се сожали врз народот. Клучен предуслов за Божјото делување е сожалувањето, е сочувството, милоста. Само преку милост може да имаме заедништво. Не компатибилност, туку милозливост. Како бираме друштво? Или како бираме заедница? Најчесто преку компатибилност. Најчесто е така. Едноставно пресметуваш колку ќе добиеш назад од тоа што го инвестираш. Но чудата не се случуваат на местата каде што нема потреба за чуда. Чудата се случуваат на места каде е потребна Божјата милост. Само таму се случуваат чудата. Веднаш овде во оваа приказна следи чудото со хранење на 5000 луѓе. Што се јас би жртвувал само да присуствувам на едно такво чудо? Знаете ли колку сакам да бидам таму каде што Исус ќе ги раздели тие 5 лева и ќе се нахранат 5000 луѓе? Знаете ли колку сакам да бидам сведок на тоа нешто? Да го запишам тоа во Евангелие. Не мора да е Евангелие. Тоа ќе се биде мои мемуари. Само да бидам таму на тоа место да го видам тоа чудо. Да ја видам таа слава. И да бидам дел од оваа приказна. Кога кажува евангелистот 5000 луѓе бе, јас да кажам, јас бев таму. Понекогаш кога гледам на некои големи конференции кои одиме со Фани, кога гледаме на пешен конференција, да гледаме 6000 луѓе и гледаме убаво видео стокмено после конференцијата, прекрасно, песна, убаво оно, си кажам, ние седевме таму. Убаво е тоа се почувствува, си го кажеш, прекрасно да бидеш дел од некој таков настан. Ја би сакал да бидам дел од оваа чудо да го искусам. Но за тоа да се случи, ќе мора да останам со Исус до самиот крај. Без разлика на тоа колку сум утепан од одредено служење, од некоја мисија, или колкаво искуство сум придобил, па да кажам, доволно ме на мене. Останувајќи со Исус до крај и покрај понекогаш неподносливата ситуација на замор и истоштеност, доаѓаат моменти кога во неговата слава и во неговото делување, тогаш кога ситуацијата е безизлезна, мојот дух се храни и мојата сила се исполнува, мојата радост се исполнува, мојата смисла на живот доаѓа и јас станувам дел од таа славна приказна на Божјото делување во светот. Само тогаш кога останувам со Исус до крај. Кога понекогаш нема логика да останеш до крај. Сигаш ова нема логика више. Премногу платив за тој однос. За возврат неа многу. За апостолите, искуството во мисија не беше градење на некакво CV или резиме, за тоа да може да се пофалат што работеле и искусиле во животот. За нив тоа беше шанса да се види Божјата слава и Божјото делување во светот. И тие може да бидат алат или да бидат барем употребени од Бог во неговата работа. И сето тоа се случи затоа што Исус се смилува, имаше сочувство и ја препозна потребата на луѓето. А учениците останаа со него до самиот крај. Немаше тука никаква кариера. Да ви кажем искрено, тие што сака кариера си отидоа. Имаше момент во Евангелието каде што имаше повеќе ученици кои Исус го следеа, тие викаа, ова е премногу. И си отидоа. Исус се сртани и кон 12 апостоли им кажа, ако сакате и ви одете си. И тогаш Петар кажа тие, ако сте во црква некој време, познати зборови, кај ќе одиме, само ти имаш зборови на живот вечен.
Вратата Исус никогаш не ја затвори да каже овие 12 останат, че ги се затварам врата и никој да не излезе. Не. Вратата секогаш беше отворена. Ако сакаш да останеш со Исус, треба да сакаш да останеш со Исус до самиот крај. Остана оние кои остана само заради Исус. Да ви кажам, денес ништо не се менува. Ништо нема сменето. Заради што остануваш во ова заедништво, на некој начин остануваш до крајот, да го видиш чудото. Заради што остануваш во заедништвото на црквата? Многу важно прашање. Ако кариера или некој статус или некаква репутација, градиш живот на саможивост. Живот во кој ти повторно се обидуваш да исполнуваш некои твои цели, да на некој начин адресираш некоја твоја потреба по исплатлива цена. Отприлика тоа го правиш. Тоа е само живоста. Гледаш на твојот живот како твој живот кој ти ќе си го задоволиш и не те интересира друго ништо околу тебе. Верувај во Христовиот живот и таквата потреба никогаш нема да биде задоволена ако не веруваш во Христовиот живот. И таквиот живот никогаш нема да биде реализиран, верувајте ми. Што и да се впуштите во црква да работите, ако повторно причината зошто тоа го правите е таа некоја само живост, да се задоволите самите себе си, да иштетлираш некои работи, животот нема да биде исполнет. Ако остануваш во Христос, остани до крај, остани за Него и ќе го видиш со животот, со Бог и со ближниот и ќе видиш чудата кои Господ ги прави преку тебе. Во оваа приказна која Марко ја споделува, евангелистот Марко ја споделува, има многу слики од Стариот Завет, туку може да ги видиме. Ако знаете нешто за Стариот Завет, ако сте читале, ќе го видите дека евангелистот Марко се обидува Исус да го представи како новиот Мојсей, како израелскиот народ кој беше кој излегуваше од робството во Египет и стоеше сега пред планината Синај и таму очекува Божје делување. Исус е представен како новиот Мојсей кој го склучува тој нов завет, го носи новиот закон на Божјиот народ. Хранењето на 5000, тој како слика за маната која Бог ја праќа од небото. И народот е сит. Планината на која Исус се искачува да се моли веднаш после тоа чудо и како планината Синај, моментот кога Мојсей се качуваше и го земаше Божјиот закон и го носеше кај народот. Има многу слики кои евангелистот Марко сака да ги имаме во глава кога ќе учитаме тој текст. Затоа што Исус го исполнува сето тоа што го читале овие луѓе од мали деца, ги знаеле сите тие приказни за народот, за робството, за Синај, за 10 заповеди, за маната во пустината, за сите тие работи. Тие знаеле многу добро. Кога требаше да им се даде на народот да јадат, и кога апостолите кажа, многу е касно, дај да ги распуштаме луѓето да си каснат нешто, Исус вика, дајте им вие да јадат. Значи, изморени, утепани, гладни, а сега уште треба и да служат на 5000 луѓе. И служат веројатно на толпа за која не знаат точно какви очекувања имаат, какви намери имаат. Верувам дека служењето на 5000 луѓе, тоест 5000 мажи плюс жени и деца, после долга мисија им било последно на листата, во стилот не го посекувале тоа. Обично во тие моменти кога сме утепани и изморени после одредено служење, почнуваме да мислиме на себе. И со право, понекогаш. И реално си даваме право да бидеме дури и груби, да бидеме нетрпеливи, да бидеме избувливи, па да бидеме дури и неразумни. Нели, на крај крајот, јас сум изморен и немам веќе никаква енергија. Значи, мора сега сите да ме разберат. Тоа е тоа. Тие се моите 5 минути и мора да ме разберат. И па за апостолите не беше така. Да ви кажем искрено, тука е вистинскиот тест на твојот карактер. Вистинскиот тест не се случува тогаш кога се е подмачкано и се е како што треба, туку тогаш кога доаѓа, ја тоа така го викам, кога доаѓа точката на вриење. Тогаш е тестот на карактер. Тука се открива плодот на духот. И како се случуваат чудата? Како се случи тоа чудо? Марко
А евангелистот Марко не пишува некои не знам какви чудеси сега се случиле, туку што се случи. Вели вака, тој ги зеде 5 леба и 2 риби, тоа што го има, па погледна кон небото, ги благослови лебовете и ги прекрши и ги даде на учениците своји, за да им ги стават пред нив, и исто така им ги раздели 2 риби на сите. И јадеа сите и се наситија. Толку. Многу обичен опис за едно неверојатно чудо. Исус ги раздели, ги даде на апостолите, а тие ги дадоа на народот. Отприлика така и се случуваат чудата. Господ ги дава во нашите раце, а ние ги разнесуваме оние на кои се гладни. Отприлика така се случуваат чудото. И јас многу пати знам да кажам, кога ќе дојдат луѓе и кога сака да се молиме за нив, и тоа е многу важен аспект, во вера се молиме да Господ да дејствува. Јас на сите кажам, ако сме тука за Живко исцелител, на погрешна адреса сме. Тоа е многу важно. Живко не е изворот на никое чудо. Живко е само оној кој се моли, а Господ е оној кој дава. Толку. Отприлика така се случуваат чудата. Господ Исус дава во нашите раце, ние го даваме тоа на народот. Што Господ дал во твоите раце денес? Што е тоа што Господ ти го дал денес? И како што гледаме, евангелистот Марко не опишува некои ритуали чудни, страшни за да се случуваат чудата. Многу едноставно тоа што Господ тебе ти го дал во рацете, ти го даваш на другите и така се случува чудото. Има еден ланчен ефект кој не може да го разбереме тогаш кога го даваме на другите оно што Господ ни го дал во нашите раце и ние сме верни во таа служба. Веруваме дека Господ ќе го преумножи. Преку што во тебе се случуваат чудата? Што е тоа? Кој тој дар кој тебе Господ ти го дал? Кој тој ресурс кој Господ ти го дал во твоите раце, преку кој може да се случи тоа Божјо чудо? Нешто кое Господ ќе го преумножи до таа мера што ти не можеш ни да разбереш како тоа се случува. На почетокот може да ги кажеш, па добро, имаме само 5 леба и 2 риби. Што е тоа за седа оваа толпа? Тие зборови се буквално зборови на апостолите. 5 леба и 2 риби. Ама тоа не е ништо за 5000 луѓе. Дај го на Господ и кога ќе ти го врати во рацете, само раздај го на сите. И така чудото се случува. Прашањето во одредени ситуации кои го оставив јас од минатиот пат беше ова многу популарно на англиски What would Jesus do или што би направил Исус. Е прашање кое постојано треба да си го поставаме во секоја ситуација во животот. Кај да се наоѓаме? Што би направил Исус во одредена ситуација? Самопожртвованото служење во овој текст од сожалување кон народот. Гледаме дека во тие моменти се случуваат Божите чуда. Така се гради соживотот со Бог и со ближниот. Така срцето се исполнува со небесна радост. Мислите дека после тоа чудо што се случило, апостолите се сеќавале дека се уморни? Нема доаѓа еден адреналин во кој забораваш се што си мислел пред тоа. И тоа се случи, тоа небесно искуство се случува тогаш кога даваме нешто на другиот и кога тој не може да ни го врати. Тоа е единственото небесно чувство кое може да го има овде на земјата. Кога жртвуваш за некој нешто, кога жртвуваш од себе си за некој нешто, а кој тој не може да ти врати. Во многу аспекти таа мисија, да кажеме, што имаме во Африка, ги има тие елементи. И да ви кажам, таква радост ме облива секогаш кога помагаме на тие деца во Африка, кои знаме дека никош не може да ни вратат. Без разлика, знаете ли, затоа тоа е многу популарно во денешно време. Та некоја хуманитарна работа, сите популарни сакаат тоа да го прават. Па дури се хранат со таа работа затоа што тој момент ти дава единствено во тој момент ти дава едно такво чувство дека вау, ми дава едно чувство на дека јас нешто направив во овој свет за некој кој никош не може да ме врати. Сите тие чуда, сите тие на некој начин работи кои ги гледаме, кои се отсликуваат во нашето општество, секоја една праслика, една сенка на тоа што Христос го направи на крстот. Во таа една космичка димензија. Даде нешто кој за возраст никој од нас не може да направи ништо, само да го прифати во благодарност. Сето тоа е една праслика. Затоа Тим Келер ќе каже, во сите најубави приказни кои може да ги читаме, дали е тоа Хобитот, дали е Lord of the Rings, кој да е, you name it,
најпопуларни, оние што ни го греат срцето. Во нив се крие приказната на Спасителот, Исус. Таму се крие таа самопожртвована љубов, по секоја цена. Да дадам нешто, да жртвам од себе си за другите. Тоа ни го грее срцето, тоа не на некој начин не охрабрува да забораваме на се друго во животот. Но има чуда со кои Господ ги наградува оние кои остануваат до крај со Него. Тоа не е крајот на чудото во оваа приказна. Има едно чудо кое Господ го сподели само со своите апостоли. И сега ќе го прочитам тоа чудо, кој веднаш доаѓа по продолжетокот на ова чудо со хранење на 5000 луѓе. Вели вака, 45 до 31 до 51 стих. И веднаш ги натера учениците своји да влезат во кораб и да отидат порано од него на другата страна кон Витсаида. Дури тој не го распушти народ. Замислете, Исус е исто толку утепан како и апостолите. Он сега ги штеди, вика, влезете, отидете во другата страна и јас ќе го распуштам народот. А тој, одделувајќи се од нив, отиде во гората за да се помоли. И приквечер коработ беше сред морето, а тој сам на копното. И ги виде како се мачат при пловењето, зашто ветрот им беше спротивен. А околу 4-та ноќна стража се приближи до нив и одејќи по морето, сакаше само да помине покрај нив. А тие, кога го видоа како оди по морето, помислија дека е тоа привидение и почнаа да викаат, зашто сите го видоа и се уплашија. Тој веднаш почна да говори со нив и им рече: не плашете се, јас сум, не бојте се. И влезе кај нив во коработ и ветрот стивна, а тие многу се оплашија и се чудеа во себе. Многу чуден приказ на тоа што се случува. Ти се во коработ е на сред море, ветрот е спротивно на нив, Исус е на планината, ги гледат горе дека се мачат и тој во сред вечер оди по водата да ги пресретне. Знаете, ви кажа дека евангелистот Марко сака да ги имаме сите тие слики од Стариот Завет, да ги помислуваме кога ќе очитаме овој текст. Тој тука носи сега уште една слика од Стариот Завет, која е многу важна слика. Знаете, Мојсей имал еден посебен статус кај Бог. Кога против Мојсей се крена Арон, неговиот брат и неговата сестра Миријам, вика: "Тор, само ти ли си пророк и ние сме пророци и на нас Господ ни изборува?" Бог ги повика во шаторот на средата и вика вака: "Со пророците јас зборам, им давам визии, но со мојот пријател Мојсей не е така. Јас со него зборам лице в лице." Тоа е мојот Мојсей. Не може така да зборите за него. За таков лик станува збор. И тоа што може да го видиме во книгата Излез, некаде околу 33 глава, кога Мојсей на некој начин ја исполнува таа служба на посредник помеѓу Бог и народот, на врвот на таа служба, моментот кога Господ вика: "Овој народ мене ме заборави", почна да слават, си направија златно теле, почна да му се поклонуваат, заборавија дека ги изведов од Египет, ги заборавија сите знаци, заборавија Црвеното море, све заборавија. Вика: "Сега ќе одам да го уништам народот." И Мојсей таму текстот вели, ја исполнува таа своја посредничка служба со тоа што кажува: "Господи, ако го уништиш народот, тогаш заборави ме и мене. Уништи ме и мене со нив." И тогаш Господ се смилува врз народот и Мојсей оди уште еден чекор понатаму. Мојсей е толку храбар, вели: "Господи, покажи ми ја твојата слава." Мојсей многу добро знае дека ниеден човек не може да го види Бог, а да остане жив, затоа што сите сме во таа грешна природа во која се наоѓаме. Но Господ му одговара вака: "Ќе искажам милост врз кој јас сакам да искажам милост." И што прави Господ? Господ го става Мојсей во еден процеп на карпа и вели вака: "Ќе поминам, ќе ја покријам мојата слава и ќе ја откријам за да видиш мојата слава позади, но лицето моје не можеш да го видиш." И што се случува? Јахве го става Мојсей и Јахве поминува покрај Мојсей. Тоа што е интересно, во коработ додека беа учениците, Исус дојде до учениците и евангелистот вели вака: вика, во 4-та ноќна стража се приближи до нив и одејќи по морето сакаше само да помине покрај нив.
Евангелистот се обидува да го разбуди тоа сеќавање на читателите за што сака Исус тука да направи. И кога учениците се исплашија, знаете ли што каже Исус? Не плашете се. Јас сум. Тоа беше името со кое Јахве, Бог, се прослави и се представи на израелците во Стариот Завет преку Мојсей. Не плашете се. Јас сум. Такво откровение, такво чудо Господ даде само на апостолите. И оние кои да станаа до крај. Господ вистински знае да ги награди оние кои одат по неговиот пат, оние кои го следат чекор по чекор, оние кои се одлучиле за живот во понизност и служење до крај. Таквиот живот ги има оние интимни моменти со Бог, за кои вистински да ги разбереш и доживееш, треба да бидеш на тоа место во животот. Послушноста, понизноста и само пожртвуваноста. Љубов те носи во ситуации во кои ќе видиш Божјата слава. Одењето по вода и уште една слика за таа теофанија, за тоа богојавление за кој беше само Мојсей сведок. Не само живоста ќе ти донесе радост во животот. Само живоста ќе те стави на Сизифовиот пат, на неговата судбина. Ако градиш животот во само живост, ќе те однесе во една таа животна рутина каде што веќе ништо нема да има никаква смисла. Единствено во соживотот со Бог и во еден со друг е живот во полнота, кој носиш соживот со ближниот и вистинска радост и вистински мир. Тоа може би звучи спротивно на сите твои нагони од внатре. Може би звучи така спротивно. Затоа што нашите нагони не секогаш се во вистинска позиција, во правилен, во вистинскиот правец. Нашите нагони е да се заштитиме, да искористиме. Може би немате такви нагони, не знам. И супер ако немате. Но ако имате, да ти кажам вака, пробајте го овој животен стил во кој Исус нас не повика да живееме. Пробајте да живеете во еден соживот со Бог и соживот со ближниот кој доаѓа само преку служење, само преку понизност, само преку тој само заборав. Да видиме какво богатство Бог откри во тој соживот за нас како црква, како негова заедница овде на земјата. Верувам дека тука се крие клучот, смислата на животот, тука се крие радоста, тука се крие она задоволство кој можеби толку очено го бараме, оној мир кој очено го бараме, можеби мир во тишината, го бараме во животот. Тука се крие. Онаму каде што Исус ни покажа совршен пример, а тоа е се лиши самиот себе си, се откажа од сите тие привилегии кои ги имаше и стана слуга на сите. И стана послушен од дури до смрт на крст. И што вели писмото? Затоа Бог го превозвиши и му даде име на сите имиња. Возвишеноста доаѓа во прав момент, тогаш кога ќе се понизиме и ќе бидеме послушни на тоа што како Господ го замислил нашиот живот. А тоа е соживот со Него и соживот со ближниот. Ајде да бараме сила од Господ за еден таков избор, но и за еден таков живот до крајот на нашиот живот и да издржиме до крај. Да се молиме. Татко наш небесен, Ти благодарам Господи за тоа што Ти покажа совршен пример за тоа како да го живееме животот, како вистински животот да биде исполнет. Да биде исполнет со радост, да биде исполнет со мир. И тоа, Господи, не е само еден момент кога тоа чудо се случува, туку тоа е еден процес, тоа е еден животен стил во кој Ти не повикуваш. Тоа е еден животен пат по кој Ти не водиш. Господи, јас те молам да ни дадеш сила за тоа што, Боже, Ти знаеш колку сме слаби и колку сме скршени. Ти знаеш, Господи, дека често пати не може да си помогнеме. Но, Господи, Ти не си не оставил сам и си го предал Твојот свет да ни даде сила тогаш кој ни е апсолутно потребна. Господи, сега те молам да бидеш со нас, да не благословиш со Твоето присуство, со Твојата сила и, Боже мој, да одиме по Твојот пат до крајот на нашиот живот.
се оставаме Господи во Твоите раце. Амен.